Вчера беше подпишан меморандум за соработка помеѓу Сдруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива и општина Кратово. Меморандумот се подпиша на јавна дебата која што е дел од проектот Јавни информации достапни за лицата со попреченост. На јавната дебата која што се одржа вчера во Кратово, Сдруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива и општина Кратово подпишаа меморандум за соработка. Пред присутните беше презентиран проектот Јавни информации достапни за лицата со попреченост, како и извештајот од истражувањето за пристапноста на веб страниците во овој регион, но и препораките за адаптација за достапност за лица со различен вид на попреченост. Проектот Јавни информации достапни за лица со попреченост е со цел да им се помогне на општините да обезбедат соодветен пристап до информациите, но и да спречат дискриминација врз основ на попреченост. И покрај постоечката законска рамка, лицата со попреченост се соочуваат со различни бариери во вид на пристапност и достапност до информации од јавен карактер во локалната заедница. Причини се влез и користење на јавните објекти, значи од тие причини не може да дојдат до јавните информации, јавниот превоз, користењето на услугите, значи како да ги користат тие услуги кога воопшто не може да пристапат до таму, и пристап до веб содржини на општински веб страници. Бидејќи постојат повеќе категории на лица со попреченост, а сите се корисници на различни веб страници, при изработка на нова или адаптација на достапноста на веќе постоечка веб страница, неопходно е да се земат во предвид што повеќе категории на лица со попреченост. Значи, лица со попреченост се лица со оштетен вид, односно слепи и слабовидни лица, лица со оштетен слух, глуви и наглуви лица, лица со телесна попреченост и лица со интелектуална попреченост. Градоначалникот на Кратово Љупчо Бојаджиев во своето излагање посочи дека дава целосна поддршка за решавање на ова прашање, но и за сите други можни решенија за вклучување на лицата со попреченост и нивните семејства во локалната заедница. Како локална самоуправа, секако дека стоиме за сите активности на невладените организации, посебно на вакви организации кои што имаат посебна мисија да се грижат за здравјето и за статусот на децата со попреченост, на лицата со попреченост, и секако ќе направиме се што е во нашите можности да се вклучиме и ние активно во тие акции, да не се прави разлика кај децата и лицата со попреченост од останатите. Значи, јас ги гледам сите еднакво и ќе се потрудиме се што може да се направи во тој правец да бидат достапни сите информации, сите можности, еднакво како за сите граѓани, така и за лицата со попреченост. Учесниците од Кратово и Пробишти па активно дискутираа за проблемите на оваа категорија на граѓани, но нудеа и поддршка, информации и подготвеност за меѓусекторска соработка помеѓу институциите и невладините организации. Откако Инклузива ќе заврши со јавните дебати и предвидените обуки на лицата со попреченост, ќе бидат поднесени иницијативи до сите 6 општини од североисточниот регион да назначат лице кое што е обучено за комуникација со граѓаните со различен вид на попреченост.